Се редат куцките за председателски и парламентарни избори во изден. Партиите од владеачката коалиција велат дека сите опции се отворени. Подпредседателот на СДСМ, Фатмир Битики, вели дека изборите ќе бидат во редовен термин, но не негираше дека можно е да се поклопат. Се разговара со сите чинители, тоа е со сите политички партии. Најверојатно наредниот период ќе се разговара и со опозицијата околу редовните парламентарни избори и председателските избори, кога е најприкладно, имајќи предвид дека март и април се месеци во кои што има доста верски празници, па веројатно тоа ќе има влијание, но добро е што се отвори дискусијата помеѓу чинителите, зашто така се наоѓа решение. Од Дуј уште еднаш го потврдија ставот дека тие ќе бидат победници и дека за нив е сеедно дали председателските и парламентарните ќе се одржат истовремено. Во Мала Речица се фокусирани на избор на наследникот на Ковачевски, кој ќе ја предводи владата во наредните 100 дена. Па веќе известно, мислам дека сите политички партии се согласни да се одржат изборите заедно и да не бидат предвремени, затоа што во мај има простор за да се одржат согласно нашето законодавство редовни избори, заеднички, значи и председателски и парламентарни. И се надевам дека во рок од неколку дена веќе ќе се донесе одлука заедничка. Од партијата на Таравари исто така посочија дека се разгледуваат сите опции за изборите. Неофицијално јас знам дека тој датум и ќе биде официјален датум, како и да е. Ќе треба денови мнозинството да зазема став, а после и со опозицијата, и верувам дека тој ќе биде и датумот за двете изборни циклуси. Предлогот за одржување на председателски и парламентарни избори во изден на маса го стави ВМРО ДПМН, за да се заштедат народни пари и да се избегне опасноста од уставна криза.